Prvo i osnovno, dojdov da se vidam s moj prijatelj Goran Nalački, koji mi je prijatelj odavna i sekam da go vidam danas, da pominu ovako vreme zajedno. Vtoro, na Vistina Berovo, ubavu mesto, si te go falat. Berovski kompir, berovski šljiva, puno ubavi stvari ovdje ima za jadenje i za pijenje. Nešto gdje znajte, ja sakam i da jadam i da pijam. To vam je mene odmireno, jer moja ta rabota. Ja сега 7 години сум во Македонија, на вистина мојот акцент не можам да го сменам, пробам, ама тоа е тоа. Јас сум Марк со тој акцент, сите ме познаме по тоа, која зборам, имам сум точно со тој акцент. Доаѓам од Белгија, 45 години живеев во Белгија и таму убава држава и све, ама кога дојдов во Македонија више ми се остана овде, си најдов љубов и тоа е тоа. Многу сум среќен во Македонија и за ништо не ќе се вратам во Белгија, на вистина. Што ме привлече, секогаш го кажувам и така е вистината и ветив на баба ми еден ден ќе одам во Македонија пред да почина и тоа го држев тој збор. Дојдов за 3 месеци да видам како беше и останав тоа. Од првиот ден се осеќав дома. Моето омилено јадење во цела Македонија. Во цела Македонија секогаш го кажувам и на вистина така е, од баба ми што ми го правеше и тоа што го јадам овде. Уживам во граф. Во граф ми треба убаво парче сладина. Со тоа треба да има и пиперки, треба да има и сирење, па треба да има све во околината. Гравот за мене е традиција, што мора минимум еднаш неделата да го јадам. Македонската храна на вистина е типична за Македонија, типично се намисли што ги има овде. Инфлуенцијата е многу влијање од турската кујна. Турската кујна се знае и е измеѓу трите најдобри во светот. Тогаш мислам од Македонија под влијањето од турската кујна е исто измеѓу трите најдобри во светот. Има француската, кинеската и турската. Во Македонија имате најдобрите овошје, зеленчук, месо прекрасен, све убаво. Се гледа. Тоа за тоа уживам во готвењето во таа храна, во товие намирници. Тоа е тоа. Мора, мислам, да се покаже тоа не само во Македонија, не само во околината, но во светот. Како сите кујни, специфична кујна, специфична храна, мора да се брендира, мора да се покажува и мора да се знае. На вистина во Македонија има прекрасни намирници, прекрасни вкусови, што мора. Во цела Македонија се знае. Кога одите во пазар во Скопје, беровски компир, методот од Берово, све се знае од Берово е најубаво. Мора да се направи еден бренд, еден печат, да се знае од доаѓа од регионот, исто како во Франција. Франција имате различни региони и секој си го има печатот. Се знае од таа региона доаѓа, тоа региона доаѓа. Мислам дека тоа треба да се направи во Македонија. И не само што мислам, мора да се направи тоа за да луѓето да знаат од каде е потеклото, сертифициран потекло. И тоа е тоа. За Берово ќе биде нешто вау. Да. За мене Горан Налачки е човек, прекрасен човек, што се познаваме повеќе од 7 години. Пред да дојдам во Македонија се запознав малку со него, пред да дојдам да живеам. 7 години се дружиме, 7 години поминуваме време заедно. Човек перфект. Да, имаме исти, како да кажам, исти вкусови, исто сакаме да се дружиме, ги сакаме луѓето не сакат. Го пренесуваме нашата љубов, нашата среќа. Сакаме луѓето околу нас да бидат исто среќни како нас. Ето тоа е, мислам, најважно. Пак како човек, мислам, заслужува да биде председател од Македонија. Не, да не претеруваме. Градначелник во Берово, мислам, ќе биде прекрасен човек, ќе се направи работата како треба. Тоа е. Не можам да кажам повеќе, ќе видите вие сами, оти човекот е прекрасен на вистина. За жал годините мене ми поминуваат, притисок, проблем срце, сите имаме проблеми. Ама знам, кога се храниш здраво, кога си пиеш една мала чаша секој ден, кога си среќен, кога имаш љубов, све поминува. И тоа е најголемиот дел. Не знам како да го објаснам тоа, ама тоа се тајните од животот. Убаво јадење, една кратка ракија или нешто така секој ден, многу љубов, и тоа ве прави среќен и живеете до 100 години.